али уздеси на небесното царство и нашето благослов да даде. Животот наш да се спокойно биде. Сите нам живеете да даде Господ. Ајде, станете сите! Во Кумановско полека исчезнуваат обичаите поврзани со празникот Василица. За овој празник порано биле карактеристични обредните игри под маски, кои до неодамна во Кумановскиот регион се практикуваа во селото Орашац, познати како џамаларски игри, посочува Анита Стојчевски, кустос советник етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Според Стојчевски се верувало дека од 7 до 19 јануари биле така наречени некрстени денови, дека тогаш низ целата и градот шетале зли сили караконџули и во таа чест и биле организирани игрите под маски за да се изгорат лошите духови. До неодамна беа познати џамаларските игри во село Оражац, за која можност имав да направам еден документарен филм пред неколку години. Значи, тука се исклучиво во овие игри учествуваат исклучиво машки лица, се маскираат во зет, невеста, поп. Инаку на себе ставаат маски од зооморфен и антропоморфен облик. Антропоморфниот облик бил толку пострашен за да го исплаши демонското суштество, за да избега од самото село, а зооморфените облици биле во облик на мечка, конј, овен. Лицето го мачкале со саѓи, инаку овие подготовки ги правеле неколку дена пред самиот празник. Тука се доаѓало до израз нивната инвентивност, нивната интерпретација, бидејќи самото население било публика пред кои тие ги задоволе овие ритуални игри. Самиот обичај започнал рано наутро, начело со Гаудија или главниот водач на самата џамаларска игра, се собирале насред село и подосна оделе во домовите на домаќините, каде што благословале за среќа, за здравје, за беричет и воедно затоа добивале подароци од брашно, вино, ракија, да на крај тие се собирале на крајот од денот се собирале насред село, палеле огин, што всушност палењето на огин означувало почеток на нова година, раѓањето на ново сонце, всушност и го одбележувале почетокот на едно нов период од новата година. Можам да кажам дека и учесниците во овие маскирани повреќи многу внимавале да не се сретнат едни со други, бидејќи доаѓало до тепачка, а понекогаш имало и жртви. Свети Васили се прославува и како домашна слава, а во голем број семејства во Кумановско се подготвуваат јадења во кои што главна состојка е пченкарно брашно, како што се топеница или качамак. Денеска ние во Куманово традиционално јадење е качамакот од пченкарно брашно, нормално надополнето со месо и со сирење, на трпезата секако е присутна ракијата и виното. Утре дента се прави бареница, исто така и тоа е од пченкарно брашно. Имаме ние еден обичај во нашиот музеј, денеска исто така кршиме лепче со паричка, за разлика што нели во Куманово е присутен тој обичај за Божич, додека денеска во останатите градови како што се Прилеп, Охрид и Битола, денеска се крши, тоа е пита со паричка. И ети ние веруваме дека на кого ќе му се падне паричката, ќе му носи среќа цела година. Денеска има чест на моја колешка да биде кума на овој празник. Етнолозите велат дека обичаите за празниците се дел од духовната култура и дел од традиционалното народно творештво.